Лекарите од итната медицинска помош континуирано се испраќаат на доедукација во европските земји. На тој начин се подобрува нивната стручна подготвеност. Дел од лекарите од итната помош и во моментов се на обука, и тоа некои од нив во Измир, а останатите во болницата Токуда во Софија. На овој начин, вели директорката на здравствениот дом, се работи на подобрување на здравствените услуги кои им се пружаат на пациентите. Моментално дел од колегите се на едукација во симулацијски центар во Измир, во Токуда, специјализант е сега моментално во Ново место. Ќе следи едукација од 17 јануар на другите доктори што се на специјализацијата. Едукацијата е процес кој трае и ќе трае се со цел да докторите се стекнат со поголемо знање, со поголеми вештини и да го применим искуството и да го збогатат знаењето и искуствата од другите соседни држави. Од здравствениот дом велат дека едукацијата на лекарите ќе продолжи во предстојниот период. Покрај ова се работи на збогатување и подобрување на возниот парк. За таа цел деновиве беше набавено теренско возило, со кое побезбедно ќе се пристигнува до потешко пристапните места, особено во зимскиот период. Заради тесните улици еве набавивме миниван, еве Лада Нива. Значи, конфигурацијата на теренот е таков што мораме да набавуваме возила кои ќе одговарат на нашите услови, на нашите улици, да речем. И овие големи возила што не ви комбињата не баш ги преименуваме во горните делови, во централното градско подрачје за носење на пациенти до клиники. И секоја, значи, посета ни е кога самиот персонал, диспачерот прашува каде е посетата и према местото одлучуваме докторите, екипата со кој возило ќе се оди. Службата на итната медицинска помош покрај во Велес пружа лекарска грижа и за жителите од општините Чашка и Градско.